12 мај е резервиран за најновото издание на Скопје трча. Каков е интересот, која е патиката по која што ќе се трча, колков е интересот од година во година? Разговараме со Гордана Кузмановска-Николовска во Македонија на утро. Добро утро, Гордана, добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, добро ве најдов. И одма да ви кажам, кеот е тесен, така да ќе не туркаат додека снимавме, бидејќи интересот е... Добро, што се оправдано, што не доаѓаме. Искрено да ви кажам, студиово ви е фантастично, емисијата ви е најгледана, така да мене ако ме прашувате, јас секој штука сакам да дојдам. Да се ги смениме местата. Може? Добро. Благодарам ако е таков печатокот. Многу ми е драго што еве изминатиот период многу често се гледаме за убави настани, спортски настани, и тоа е нешто што ни недостига. Живееме во навистина стресно секојдневие, кога овие манифестации добиваат и на масовност се поголема. Гледаме дека веројатно тоа им треба и на граѓаните. Така е. Секоја организирана форма на случување, дали од доменот на рекреација, на врвни настани, спортски настани, културни настани, му треба на општеството. Просто имаме недостаток на убави работи да ни се случуваат и така ни е стресен и тежок и тажен помалку животот. Мора сами да создаваме убави причини за населението, за граѓаните да се чувствуваат убаво и можеби не секој може да спортува, но секој може да ја даде поддршката да излезе на улица и да се забавува. Кога се случува еден спортски настан, а во последно време ги има поприлично во Македонија, посебно во Скопје, таа позитивна енергија која што се случува на самиот старт, тоа е невозможно да се опише. Ако човек не бил на стартот, да ја доживее таа еуфорија, и еднаш ако бил, веќе нема шанси да пропушти втор настан, да учествува или да даде поддршка на оние што учествуваат. Така да, важно е да се случуваат настани, важно е да имаме голема поддршка од државата, од градот, од локалната заедница, од јавните предпријатија, од медиумите, за сето тоа да се случува, но исто така, од еден безбедносен аспект, многу е важно и ние сме многу благодарни на Црвен крст, на град Скопје и на полицијата, им го честитам денот на Меѓународниот ден на Црвениот крст денеска и на денот на македонската полиција вчера, кои што во сите настани ние одлично соработуваме. Јас како дел од организацијата во Сојуз на спортови на Скопје си кажувам дека без полиција и без Црвен крст тешко можеме да ги организираме настаните, а истите се квалификувани и оценети од нашите учесници како врвни. И тоа ми е особено драго кога можеме да се пофалиме дека покрај настанот кога се организира, кога е квалитетен, имаме одлична логистика и поддршка од институциите. Скопје трча, 12 мај недела, некаде на Твитер прочитав една убава компарација, малку смешна, вели Скопје уште навистина му фали да почне да трча, колку го угушивме градот. Па така малку твитерџиите се пошагуваа на оваа сметка, меѓутоа ние сега да се вратиме на тоа што ќе се случува во недела. Убав настан за Скопје, кој што го става на листата светски градови, каде што трчањето во последниве години станува се поголем и поголем тренд. Меѓутоа не зборуваме само од побуди да се биде модерен, туку и од аспект на тоа дека привлекува и голем број на туристи, луѓе кои што доаѓаат од други земји да бидат дел од вакви случувања и манифестации. Колку од овој аспект Скопје трча ја оправдува целта? Прво Скопје ќе пукне уште малце, колку е ќе трча, затоа кажам да добие ноза да почне да се трча и Скопје. А самата структура на Скопје е долго, така да јас од старт да им се извинам на граѓаните што ќе бидат затворени улиците на 2 часа. Па добро ден недела. Во недела може да излезат да дадат поддршка од 8:30 до кај 10:30, 11 часот ќе бидат затворени улиците. Важно е трчањето, важно е да се случува ова, многу е важно затоа што ова е еден светски тренд што се случува за свесноста. Сите сме под стрес, нормално стресот се ослободува со физичка активност, со шетање покрај река, покрај вода, или да ги однесе лошите мисли, со дружење. Во еден период ние сега имаме многу голем број на рекреативци кои што се над 40 години. И тие се одлична улога, рол модел за своите деца. Ние пред некои 20 на години бројот на оние рекреативци кои што трчаа покеј беа многу малку и често беа квалификувани како нешто не е во ред со нив. Имаат премногу слободно време. Па Машко во Хеланки уште кога ќе протрча тоа беше врв.
Но сега се смени работите затоа што секој си го гледа своето здравје, си ја гледа својата цел, се дружат меѓу себе самите надпреварувачи и не е само трчањето на крајот на криштата, забавата и дружбата е тоа што го врзува сите. Да, така и да поентирам една заедница, едно убаво комјунити, заедница на луѓе. Токму така. Во целата оваа наша мисија што ја работиме, свативме дека во Скопје фали една брза трка на 10 километри. Скопје има супер асфалт, идеална рамна патека, брза патека. Ке имаме 1653-4 надпреварувачи пријавени. Од каде се? Претежно се локални македонци, меѓутоа имаме учесници од 16 други земји. Оваа патека е сертифицирана, значи може да се освојат норми, резултатот е верификуван. Не е некоја дива лига трка, напротив, тоа е трка со сертификат од АЕМС во календарот на Атлетска федерација на Македонија. Секој ден резултат е верификуван и се бодува на светската листа на World Athletic, на светска атлетика. Така да на мапата на трки, Скопје трча е трка која што нуди квалитетна трка, но големиот дел се локални надпреварувачи, рекреативци кои што пред минатата недела бевме во Белград на маратон, каде што бевме изложувавме на нивниот маратон експо. Србите се многу побројни како народ кои што трчаат, имаат различна инфраструктура, Белград е импозантен во тој дел. Сега има Србите маратон. Да, минатата недела, тоа што мене особено ми беше драго, македонските надпреварувачи маратонци беа многу пред сите останати поранешни екс-ју држави. Јас бев воодушевена кога видов дека нашиве маратонци не се веќе рекреативци. Ние имаме сериозни, врвни атлетичари со кои што се гордееме. А тоа е плод на една заедничка работа. Тоа сакав да го кажам. Тоа е плод на сите спортски настани кои што се одржуваат изминативе години, на кои што учествуваат македонците. Сега споменавте дека ќе имаме посебен сообраќајен режим 2 часа. Која е рутата по која што ќе се трчат, да ги информираме граѓаните кои што сакаат да дадат поддршка? Кои што сакаат да дадат поддршка. Стартот и целта ќе биде на булевар Илинден, кај фонтаната Лотос, кај Матично. Трчаат во правец во Илинденска, значи тука се стартува, трчаат во долж цела Илинденска во правецко Карпаш 4, вртат лево на улица Никола Парапунов или покрај стара телевизија. Добра. До булеварот Партизански одреди. Тука ќе свртат десно до Влајко, полукружно до Ситимол, повторно полукружно доаѓаат до Никола Парапунов да свртат десно и се враќаат повторно. Карпаш 4 се вклучуваат на Илинденска и финишираат на фонтана на булевар Илинден. После трката ќе имаме афтер. Секако. Ќе си имаме бенд, Ана Петан бенд ќе ни свири и тоа е можност да останат и да уживаат. Ова ќе биде брза трка, очекуваме дека првиот ќе заврши по 30 минути. И секој надпреварувач по завршување на трката ќе добие освежување, ќе добие вода, ќе добие финишер медал, кој што медалот. Да. Секоја трка има своја одлика и се препознава по рутата каде ќе трча, нели, ако секој град има плоштад, секоја трка мора да има медал. Така да ова е медалот кој што секој надпреварувач ќе го добие. Може да го покажеме. Да, еве. Ова е финишер медал, позади има простор да се пријавеше, Ване, можеби ќе го добиеш, а? Еве го медал. Не, јас сега ништо не ме спречува да си го ставам медалот на себе и да си го напуштам студиото, на пример. Да не ви го вратам и да се појавам во недела. Ќе те супрат до безбедувањето на излаз. Ќе направам нешто. Еве го медалчето. Медалот се заслужува. Знаете, некогаш и мене ќе ми дадат... После ваков разговор заслужив медал сега. Ајде, Ване, ајде. Но немате валиден резултат. Джабе. Да, тука нема врски. Па само по правила и прописи треба сега кога да се... сме ги правилата и прописите, за да си земе стартно бројче, има ли можност и уште за пријавување? 10 и 11 тичинам се земаат стартните бројче. Сигурно е полно веќе. Не. Ние го затворивме пријавувањето на 30 април. Односно до пополнување на предвидените броеви. Знаете, ние имаме одредени количини како организатори што мораме да набавиме медали, стартни броеви, чипови и не можеме до последен ден. Може, меѓутоа трката ќе биде катастрофа. Тие први што платиле ќе завршат при крај, нема медали
И тоа е фијаско кое што ние не смееме да го дозволиме. Ако сакаме да бидеме сериозен настан, сериозна организација, не може да дозволиме некој што не закаснил, па Не е нема медаља, сериозен, па да, не. да, Не, точно. мислам, сите сакаме да се смени општеството, да бидеме подобри, а мора да тргнеме прво од себе. Така да, многу ми е жал, нема сега простор веќе за пријавување, но подигнувањето на стартните пакети ќе биде петок и сабота пред трката во спортскиот центар Јане Сандански од 11 до 18 часот. Практично се подигнува стартниот број со чипот и треба да бидат на самиот ден на трката, нормално некој половина час порано надпреварувачите да може да се загреат. Значи во недела нема место за таа категорија на луѓе, јас само да прашам нешто. Нема. Ќе го менуваме општеството. Еве јас го враќам медалот. Не сакам незаслужен медал. Еве јас ќе бидам Ама има простор добар за граѓанин. јас носам свирка и сакам да поддржувам. Тука имаме место. Да, и уште една работа што сакав да ја додадам е дека пред малку напоменав дека се зголемува старосната структура, имаме покрај генералниот пласман победници прво, второ, трето место мажи и жени и нормално парични и вредностни награди, доделуваме пехари за најдобрите по старосни категории. Имаме 3 старосни категории во машка и женска категорија и даваме едно признание за нивниот труд и придонес што го направиле, а тој број на оние поискусни, да не речам повозрасни, поискусни надпреварувачи се зголемува толку многу да некогаш просто ми е срам кога ќе видам некој 75-80 годишен дечко рекреативец како изгледат помлади. Се менува Скопје, убаво е да се гледа не само луѓе кои што трчаат повозрасни, гледам и на водно, пешачење, велосипеди, ни се менува култура. Се менува, точно. Ако можеме така позитивно да го заокружиме, разговорот, сите овие манифестации, сите овие спортски настани кои што се прават, дефинитивно почнуваат да ја оправдуваат целта, односно да го менуваат нашето општество кон подобро. Животниот стил, така е, сите ќе рекреираат и ќе одат до водно, меѓутоа кога на крај финишот ќе има една забава, кога луѓето ќе се споделат искуство, кога ќе се видат пријатели кои што не се виделе одамна, тоа е моментот кој што ги врзува и ги мотивира да продолжат да рекреираат, а се надевам дека и нашите гледачи, оние кои што рекреираат ќе продолжат, оние кои што не, нека почнат со благо пешачење од километар 2, тоа секој може. Ние нема да се видиме на стартната позиција, но можеме со транспаренти да учествуваме и да ги поддржиме оние кои што ќе трчаат, може така? Може, долж патеката ќе има 5-6 музички точки, каде што ќе има и музика за надпреварувачите, така да секој каде живее во близина, слободно нека повели, нека поддржи. Благодарам Дана за гостувањето. Сега, чинам дека со